Да, се враќаме во студиото. Господин Рамадани, застанавме до еден интересен момент, тоа ми беше едно од прашањата. Гледаме како течат преговорите. Се договори специјалниот обвинител, го очекуваме изборниот пакет, според сите најави, тој ќе биде наскоро договорен, но има еден момент, еден феномен, што по сите тие така наречени опозицијски бомби кои ги преслушавме, власта беше прилично непопустлива. Значи, тие излегуваа во јавноста, власта имаше една стратегија со која ги негираше тие, одеше со своји контраудари и сето тоа се чинеше дека функционира, се додека не дојде меѓународната заедница. И сега во преговорите пак гледаме еден сличен момент, кај што власта, која беше прилично непопустлива до сега, тоа беше еден дел од незиниот имидж на непопустливост пред сите тие удари од надвор и од натренели, сега некако сите оние договори кои што произлегуваат се некако на штета на владината коалиција и се тотално спротивни на нивните барања и настапи во преговорите. Па веројатно им се кажува на уво нешто друго, што ние не го знаеме. Што е тоа што се кажува, да, тоа е прашањето. Па тие најдобро знаат што ги очекува. Мислам дека ова работа ќе оди до крај. Нема, мислам дека е проект поголем прочистување на сите криминални структури политички во регионот, односно во одредени држави, каде што ќе мора тоа да оди до крај. Дали е тоа во склоп на Берлинскиот самит продолжен во Виена и наредниот во Париз. Дали е, меѓутоа едно знам дека сите тие кои се огрешиле и по над законот, над уставот, криминални дејања, коруптивност и така натаму, нема спас за нив. И тие најверојатно мислат дека ако попуштат ќе се ублажи кон нив тоа што значи одговорност, односно да одговараат на нивните дејанија, односно на нивните постапки. И мислам дека ако ги споредуваме изјавите први и последни, како ретерира самиот премиер во неговите изјави, како ретерират и други, се случија многу работи во меѓувреме што владината коалиција навистина е во еден нокдаун, каде што мислам дека слободно може да им се брои до 10, затоа што тие веќе се свесни дека ова е процес што мора да оди до крај. И веројатно тие во нивната подсвест го знаат тоа дека полека и нивниот електорат и нивните гласачи ќе го сватат, затоа што обичниот гласач од некое село или од некое градче или некаде не бил свесен, односно не знаел дека неговиот представник, функционер од партијата може да заглави до таму со криминал и со корупција. И сега веќе доаѓа таа фаза кога нема што да им се рече и на гласачите, затоа што доаѓа фазата на каде што треба да се одговара. И затоа тие се попустливи денес. Еве, ова кажува и ова законот веднаш го повлекува. Значи, ќе паднат одлуки како што ќе рече меѓународната заедница, односно нивните представници, најверојатно. Дури, мислам дека одлично тактизират медиаторите, односно леснувачите. Тие даваат перцепција дека меко играат. Значи, како пеликан се однесуваат, меѓутоа пак на крајот. Дали во 5 наутро или 12 навечер, пак за тоа што се тие убедени дека е најдоброто и тоа поминува и се прогласува како договор.